Почитувани граѓани, потребно е итно да се деблокира собранието и да се формира новата реформска влада, која што ќе почне веднаш да работи на последиците од катастрофалните образовни политики на досегашната власт. Во прашање се нашите деца. Две релевантни меѓународни институции, ОЕЦД и Светската банка, излегоа со многу загрижувачки податоци, дека повеќе од 2/3 од учениците на возраст од 15 години во Македонија се функционално неписмени. Истовремено, учениците од Македонија покажуваат најслаби резултати според светски релевантната PISA на тестирањето по наука, математика и читање со разбирање. Министерството за образование секоја година добива негативни критики во извештаите на Европската Унија дека нема капацитет за големи реформи. Нашите образовни институции се неповрзани и неспособни. Недостигот на стабилен и сериозен образовен систем се скрши врз грбот на нашите деца, кои станаа жртви на неписмените образовни политики на досегашната власт. Затоа мнозинството граѓани избраа промени и тие мора да се случат. Во програмата на новата реформска влада се предвидени сериозни образовни реформи што посветуваат сериозно внимание на младите и нивниот личен напредок, бидејќи тие се движечката сила и моторот на секое едно општество. Нашата цел е да воспоставиме современ образовен систем во соработка со сите засегнати страни, професорите, наставниците, родителите, учениците и по успешен европски модел што одговара на приликите и состојбите во нашата земја. Прво, мора веднаш да се отстранат погрешните проекти и штетните експерименти, како екстерно тестирање, дисперзирани студии, катастрофални учебници, казните за наставниците и лошите законски решенија, вклучувајќи ги се погласните негативни критики за проектот Кембридж. Второ, мора да обезбедиме квалитетна образовна структура, што ќе може, ќе знае и ќе сака да го постави образовниот систем на здрави нозе. Програмата на новата влада вклучува и нов институт за развој на образованието и центар за обезбедување на квалитет, вклучувајќи и центри за одличност. Трето, образованието треба да дава доволен образовен потенцијал, што ќе им помогне на младите да се адаптираат во времето и да се вклучат на пазарот во согласност со локалната економија. Тоа ќе го постигнеме со целосна реформа на средното стручно образование. Над 250.000 ученици во основното и средното образование и над 25.000 наставници и професори со нетрпение ја чекаат новата реформска влада и таа многу брзо ќе се формира и ќе почне да работи во интерес на сите граѓани. Благодарам. Прашања? Ние очекуваме мирен трансфер на власта и понатаму повторуваме дека единствен документ врз кој имаме ставено својот почет и печат како партија, како кандидат за премиер е онаа програма за новата реформска влада. И ние други сценарија не знаеме. Ке мора институциите да се одблокираат, парламентот конечно да се вразуми, ВМРО ДПМН да престане да ги дига вештачките тензии, ке мора да се избере председател на собранието и да се формира новата реформска влада. ВМРО ДПМН, впрочем, мора да свати дека е опозиција. Повелете. Се надеваме многу скоро дека во собранието ќе се избере нов председател. Па вие секојдневно гледате и сте сведоци што се случува во собранието. Ние немаме никакви проблеми. Оно што ја блокира работата на собранието, еве веќе за 1-2 дена, 4 месеци по изборите, кои беа кредибилни, кои беа признати и кои се релевантни според сите критериуми, ние 4 месеци по изборите не можеме да избереме ниту председател на комисијата за избори и именување. Ние очекуваме многу скоро да се формира оваа комисија, да се избере председател на собранието и да се пристапи кон избор на новата влада.